Наполно ги започнува предизборниот молк и со тоа завршува 20-дневната кампања пред неделните претседателски избори и предвремените локални во општините Охрид, Дебар и Ново село. Двајца од тројцата кандидати за претседател ја завршуваат изборната кампања со средби со граѓани и митинзи, додека кандидатот поддржан од Алијансата за албанците и БЕСА, Блерим Река, вчера со митинг во Тетово ја заокружи изборната кампања. Кандидатот за претседател од СДСМ Стево Пендаровски кампањата ја завршува денеска во западниот дел од државата, односно ќе одржи митинзи во Струга и Охрид, а во текот на денот ќе има средби со граѓани во Дибарца, Вивчани и Лабуништа, додека кандидатката од ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова ќе биде во источниот дел од државата, поточно ќе има вечерен митинг во Штип, а претходно ќе одржи митинг и во Пробиштип. Утре, ден пред изборите, своето право на глас може да го остварат 1640 лица во казнено-поправните домови и лица кои се во притвор, 7 внатрешно раселени лица, како и 3583 немокни и болни, кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Внатрешно раселените лица гласаат во прифатилишта, каде што се сместени, болните и немокните лица во нивните домови, а избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување куќен притвор, гласаат во местото каде ја издржуваат мерката. Гласањето и утре и задутре на денот на изборите почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Претседателските избори ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и градот Скопје и на 32 во странство. Право на глас имаат 1.808.131 граѓанин. Во изводите од избирачкиот список се запишани 1.726.795 гласачи. 77.579 избирачи се на привремена работа или престој во странство. 1640 се на издржување казна затвор или се во притвор, а 7 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. Вториот круг од изборите е закажан 2 недели подоцна, на 5 мај. Ова се 6-ти претседателски избори во земјава од незиното осамостојување во 1991 година.